Вместо она што сега следува нашата втора гостинка, ви реков дека поводот за незиното денешно гостување е денешниот светски ден за борба против насилство врз жените и девојчињата. Добро утро за Елена Димушевска. Добро утро. Убава тема, имавме веќе неколку пати и во вестите, но податоците што се пласираа веќе утринава не се убави, верувам дека ќе зборувате за нив, особено во поглед на она модерно насилство како што е сајбер насилството, дека над 62% од жените биле жртви. Многу голем процент на вистина. Но Суза, да не ти се мешам во редоследот и концептот, повелете со разговорот. Благодарам, Искра, добро утро, официјално директорка на националната мрежа за борба против насилство на жени и семејно насилство, така, нели? Денеска е 25 ноември, ден во кој што верувам дека еден ден е многу малку за да говориме за тоа и да подигаме свест или да подсетуваме за тоа дека насилството, секој облик на насилство треба да се спречи. Така. И ми се чини дека и 365 дена да говориме на оваа тема би било премалку, нели? Би било. Земејќи ги предвид статистиките, еве дел споделивте во самата најава, тоа се глобални статистики. Ние во Македонија за некои форми на насилство имаме статистика и бројка, за некои немаме, на жал се уште. Но како и да е, ако направиме споредба во согласно да ги споредиме оние кои што ги имаме и ги следиме, ќе видиме дека сме многу блиску до глобалниот тренд и глобалната статистика. Точно е дека еден ден на малку. Денес е во суштина и почеток на кампањата 16 дена активизам, но која што завршува на 10 декември со меѓународниот ден за човекови права. Ета така. Да, и тоа се нели символични 2 дена. Оно што сакам да го спомнам и верувам веќе од година во година се повеќе видливо, во овие 16 дена се организираат многу активности. Одлично е што се повеќе различни форми на здружувања, дали се тоа институционални, меѓународни, национални, пробуваат да направат нешто, нели да го одбележат денот, но јас сепак би охрабрила да сите тие активности се некако распределени во текот на годината, затоа што не само што се некако презаситува и медиумскиот простор и луѓето во овие 16 дена, туку и се подзаборава во меѓувреме до наредниот ноември. Да, така е. Ајде малку за националната мрежа да проговориме. Од моите информации некаде знам дека постои од 2010 година, така, нели? Така е, да. Што се опфаќа оваа национална мрежа? Да, ние сме формирани 2010-та, првата година и пол можеби функциониравме како неформална мрежа, инаку сме мрежа на организации. 2012 е официјално регистрирана како нели посебен правен субјект. Во моментот имаме 21 организација членка. Мрежата има неколку главни фокуси во својата работа. Првенствено здружувањето на организациите во мрежа беше со цел да се актуализираат различните форми на насилство. Се сеќавате претходно во Македонија во нашата држава најчесто се зборуваше за семејно насилство. И целта на мрежата беше токму тоа, да се актуализираат и другите форми на насилство кои што веќе на глобално ниво станува актуелни, државите развива политики. Тука некаде беше и периодот кога Истанбулската конвенција се создаваше и се креираше, па така и нашата активност почна со представување, нашите главни активности беа представување на Истанбулската конвенција на национално ниво и застапување за таа да се ратификува. Значи промена и унапредување на законската легислатива, национални, локални политики и програми кои што ќе придонесат кон подобра заштита на жртвите, жените и децата и секако превенција од идно насилство. Другата целна група ни е обезбедување на оваа директна заштита и извршната канцеларија, односно директна подршка за жените и деца кои преживеале некаква форма на родово базирано насилство. И националната мрежа како извршната канцеларија раководи во моментов со 3 советувалишни центри кои што се лоцирани во Скопје, Тетово и Битола, каде што се обезбедува еден третман на услуги.
дополнителни организации кои што ни се членки обезбедуваат исто така услуги за директна помош и поддршка како шелтер, како кризен центар, други советувалишни центри и слично. И секако третата клучна активност ни е јакнење на женското движење, односно поддршка на особено на малите локални организации, женски организации, организации кои што работат на женски права, на насилство, да се развиваат и да спроведуваат активности во локалната заедница, затоа што кој најдобро ги знае луѓето, нели, освен тие кои што работат и живеат во тој град. Да. За жал, ќе речам и покрај тоа што во 21 век сме толку информирани, медиумите, интернетот и така натаму, информациите многу брзо стигнуваат од една на друга страна на светот. За жал, ќе речам, се уште има луѓе, односно жени, кои што не можат да го препознаат насилството како такво. Што се спаѓа под насилство и какви видови на насилство може да доживее една жена, бидејќи најчесто насилството е вржени од статистиките и од неодамна јас зборот фемицид го читам, го слушам и се повеќе искористуван збор е фемицид. Да. Прво, ако смеам да дополнам, точно е дека можеби дел од жртвите не може да препознаат, но тоа, верувајте ми, е навистина мал дел. Сосема мал дел од жените не препознаваат дека се жртви и тоа се повеќе оние, пошто физичкото насилство апсолутно секој го препознава. Дали го оправдува или не е друго, но дека го препознава како насилство, апсолутно го препознава. Можеби не се препознава толку многу како насилство економското, да речеме, односно кога со одлуките околу вработување, околу промена на работни места, чувањето, да не речам на домашниот буџет е кај мажот и тој располага апсолутно и тој располага со парите, кажува како ќе бидат потрошени. Тоа можеби не е препознаено како насилство затоа што повеќе е наметнато и како една грижа. Обврска на мажот да се грижи за парите според традиционалниот патриархален систем на вредности. Но и тоа спаѓа во насилство. Апсолутно дека спаѓа, затоа што независно дали е вработена или не, двајцата партнери располагаат. Придонесуваат. Да, точно. И оно што е најзначајно е што на жената дури да не работи, таа има придонес во домот, што веќе на глобално ниво со години се зборува за неплатен женски труд. Знаете, статистиките, например, покажуваат дека на секој еден час кој што мажите го посветуваат во домот за домашните обврски, за децата, грижа можеби за стари луѓе, жената посветува 4. Сега, вие земете во предвид да имате жена која што ќе ја платите, нели надворешна, која што ќе ви го чисти домот, ќе ви готви, ќе ви се грижи за децата, ќе се грижи за старите, колку финанси ќе потрошите, колку финанси ви се потребни за тоа на месечно ниво. Сето тоа жената го прави за пари. За без пари, точно. Жена, и после не придонесува, апсолутно, и кога не е вработена придонесува. А кога е вработена придонесува дупло повеќе. Затоа што и оди на работа, од каде што има реални финанси. И се грижи дома да има се. Да, и се грижи дома да има се. Втора форма на насилство која што можеби исто така помалку препознаена е силувањето во брак. Ние застапувавме долго време и можам да се пофалам дека тоа е еден од нашите поголеми успеси минатата година со измените на кривичниот законник во основното дело силување. Како тежителна околност е предвидено силувањето во брак. Знаете, повторно тоа е една од оние вредности на патриархалниот традиционален систем дека жената мора да тоа е брачната обврска, апсолутно не е. Сексуалниот чин мора да биде доброволен и да биде со согласно со двете страни. Во сите случаи каде што овие два услови не се исполнети, се работи за силување, независно каков е односот помеѓу двајцата партнери. Имаме такви чести случаи? Со оглед на тоа дека ние имаме пријавување на сексуално насилство и претходно се водеше во рамки на семејно насилство. Сексуалното насилство нели е форма и силувањето, но не беше водено како, не беше препознано како посебно кривично дело, туку беше препознано само во граѓанскиот систем. Од минатата година, од март, реално ова 2023, ние се уште чекаме да заврши оваа година па да прибереме
да побараме информации од јавните обвинителства и судовите и секако полицијата да видиме колку се пријавува сега ова. Но е непрепознаено. Не очекуваме никакво поместување само заради тоа што е дел од кривичниот законник. Тоа е нешто за кое што нели зборуваме, затоа што ова е многу голем проблем во тинеџерските врски, каде што се прави да не речам еден вид на уцена дека ако нели не се случи сексуалниот чин кога партнерот, кога дечкото тоа ќе го побара, дека тој ќе ја раскине, ќе ја остави, ќе ја прекине врската и слично. Значи се користи како манипулација и закана. Така, го споменавме и фемицидот. Точно. Релативно за мене нов термин, но застрашувачки е кога ќе се сумираат бројките и не знам дали е направена известна статистика во поглед на годинава која ја испраќаме или предходната година, колку жени се убиени само поради тоа што се жени. Да. Јас сум авторка на две анализи за фемицид. Првата го фаќа периодот од 2008 до 2016, втората од 2018 до 2020. Од 2021 во последнива, значи до сега, до оваа година, ние ги следиме, но не се направени детални анализи на случаите како што се овие кои што беа фатени во анализите кои што ги работев. Она што може да го кажам за овој период кој што е баш детално анализиран во двете публикации кои што се објавени, ние можеби како бројка, да речеме, не е тоа имаме 4, 5 убиства, 6 убиства на годишно ниво, но кога ги земајќи го предвид бројот на жители во нашата држава, и споредувајќи го процентуално и со другите европски земји, ние сме точно на исто ниво, дури и повисоко. Согласно бројот на жители, ако се пресметува процентот. Она што беше загрижувачки во овие две анализи е што повеќе од 80 жени се убиени од своите интимни партнери, бивши или сегашни, а повеќе од 70% од убиствата се случила во домот. Значи, или домот каде што заедно живееле, или доколку врската е прекината во тој период, во новиот дом каде што таа живее или сама или со нејзините родители. И главниот заклучок и порака тогаш што сакавме да ставиме фокус кога ги промовиравме анализите беше дека жената во Македонија е небезбедна во својот дом. И тоа ние како држава мораме да го промениме. Делот тие жени пријавувале насилство. Имали привремени мерки за заштита, некои немале, некои не пријавиле. Ситуациите се различни, но на крајот убиствата се случајни во домот на жртвата, каде што таа треба да биде најбезбедна. Да, за жал. Каква се помош се нуди на жената? Да речеме, има жени кои навистина тешко се охрабруваат да побараат помош, но доколку се охрабрат сепак да проговорат и да побараат помош, што прво треба да направат? Има две можности, секако. Првата можност е да отидат во Центар за социјална работа или во полиција, во тие две институции насилството секако треба да биде пријавено за да биде после тоа процесирано. И од таму да почна, дали од полиција или од најблискиот Центар за социјална работа. Втората опција е, доколку сака да добие подетални информации за се што би се случувало, нели, каква помош и поддршка може да ја биде обезбедена, може да се обрати во некој од граѓанските организации кои што работат точно на оваа проблематика, не на било која, туку на некој од женските организации кои што работат на оваа проблематика, на пример да се обрати во некој од нашите женски центри за поддршка, советувалишта, и таму во разговор со нашата социјална работничка ќе ги добија апсолутно сите информации што и се потребни. Кои се нејзините права? Да. Кој е патот? Точно, што може да добие како заштита, зависно од ситуацијата која има, зависно од случувањата во домот, дали е побезбедно да го напушти, дали е најбезбедно за неа да го напушти домот и да биде барем привремено згрижена во шелтер, или може само да го напушти па да биде згрижена кај нејзиното примарно семејство или било што. Дополнително што граѓанските организации обезбедуваат и бесплатна правна помош, дел, секако, обезбедуваат и бесплатна психолошка помош, што е многу клучна. Јас тука особено
особено би ставила акцент на психолошката помош. Јас апсолутно разбирам дека жените во моментот кога се спремаат да го напуштат насилникот, може би најважно и најголемата грижа има дали ќе ги добија децата, особено кога станува, нели, кога има заеднички деца. И тоа е апсолутно, нели, и оправдано и разбирливо. Но незината состојба психичка, стравовите со кои што се бори, да не зборам последиците од насилството кое што го преживувала, па сега стравовите и предизвиците со кои што тек сега треба да се соочува откако ќе го напушти. Тоа не е нешто што треба да се занемари. Правната помош е потребна. Ово искуство го кажувам. Во нашите центри доаѓаат жените и инсистираат на правна помош. Психолошката некако како да не наоѓаат време за тоа. Тоа е добро и една општо мислење на, нели, на нашиот менталитет е таков. Ние генерално не бараме психолошка помош, а верувајте, многу ни е апсолутно потребна на сите, затоа што на психолог не треба да отидеш ако имаш сериозно психичко расстройство. На психолог и психотерапевт се оди за да не дојдеш до расстройство, за да не да превенираш, така. Во ова стресно време ние се соочуваме со, ако не секојдневни, но често со предизвици во животот. Многу сериозни предизвици кои што супер е што сме силни и мислиме дека можеме сами да ги надминаме, но не секогаш тоа така. Тоа си остава последици кои што потоа може да се, нели, рефлектираат па на физичкото здравје. Так. Тие две здравје, менталното и физичкото здравје се поврзани, не се разделени еден од друг и независни. Така. Бидејќи полека се приближуваме кон крајот на разговорот, еве да ќе можеме ли да охрабриме наши гледачи, членови на семејството, каде што знаат дека постојат вакви состојби, но не секогаш се има храброст да се излезе од таа сурова реалност и да се проба еден поинаков живот, подостоинствен живот. Да, јас апсолутно би ги охрабрила. Верувам дека не постои голема доверба во институциите и дека се плашат. Верувам дека постои тој страв, дека нема да се случи ништо, но се случува. Се случува жените кои што ќе соберат храброст со или без наша подршка да пријават. Патот е тежок. Апсолутно не можам да кажам дека ќе се заврши се со самото пријавување. Да. Апсолутно има уште еден период одреден каде што ќе треба да се продолжи борбата, но евентуално на крај се постигнува целта. Да. А главната цел е живот без насилство и тоа може да се постигна и јас навистина ги охрабрувам сите гледачки. Без разлика дали лично доживуваат нешто или познаваат некој кој што преживува, некоја жена која што живее во насилство, да ја охрабрат, ако ништо друго да дојде во некоја од граѓанските организации. Она што што е добро да го знаете дека нашите услуги се бесплатни секако, но и доверливи. И 24 часа. Не се сите 24 часа. Нема сеќа активна SOS линија? Не, апсолутно има, но само SOS линијата е сервис кој што работи 24 часа. Например, советувалишните центри си имаат работно време и не се 24/7 достапни. Но како прв чекор може да се јават, да дојдат, да се консултираат. Тоа не значи пријавување. Тоа значи само прибирање на информација. Консултација. Така да навистина праќаме една порака до сите да пријават и да ги охрабрат своите блиски кои што преживуваат насилство, да пријават затоа што може да се стигне до крајната цел. Така. Верувам дека ќе успееме да ги охрабриме. Да, денеска е понеделник, убав ден за да започнеме некакви добри промени во нашиот живот, особено ако долго време живееме во страв, неизвестност, измачувања. Ниеден човек не е роден за да живее со било каква форма на насилство. Елена, многу ви благодарам што ова утро ја отворивме оваа тема и верувам дека во престојниве 16 денови, за жал само 16 денови, ќе имаме можност по многу медиуми да слушаме за оваа тема, но нека не биде тоа само овие 16 дена, туку нека биде постојано, нека се подига свеста и нека се менуваат, се разбира нештата, бидејќи овие бројки кои што ги споделивме се навистина пораз за сите нас како општество. Така е. Еве и ние ве покануваме вас како медиуми да секако во било кој момент после завршувањето на 16 дена активизам кампањата повторно не поканите да разговараме на овие теми, затоа што темата е многу опширна и има многу што да се зборува и особено кога
цело време подсетуваме дека најважна е едукацијата, најважно е информирањето, вие медиумите сте ни сојузник за таа информација да ја пренесеме. Со задоволство ќе ве поканим и да не говориме откако ќе се случи некаква трагедија, туку да ја спречиме истата. Искра? Ние сме тука, да, секој ден. Будни од 4:15, да ви кажем. Да. Ви благодарам многу на овој разговор, секако дека повторно ќе се видиме.